Добро утро од Тетово, од сончевото, но и студено Тетово, морам да кажам. Тука сме во црквата Пресвета Богородица, каде се вршат последните подготовки за прослава на празникот Водокрст, каде само во Тетово се врши чинот на спуштање на крстот во црковниот базен на овој ден. На оваа тема ќе разговараме денес со Горан Хаджилјовски Чајка, кој што е еден од првите учесници на оваа традиција. Добро дојдовте во утринската на Телма. Благодарам за поканата и поздрав до гледачите на телевизија Телма. Јас секогаш сум бил гостин и ќе бидам и понатаму на телевизија Телма, една од моите подраги телевизии. Така да јас би се вратил многу поназад со работите, уште пред 36 години. Значи, кога прв пат сум скокнал по крстот и тогаш, у тоа време, значи црковниот одбор на оваа црква, на црква Светија Богородица во Тетово, која што е и најстара црква овде во градот, тогашниот одбор организираше, се договараше како да направи еден базен за да се осветува крстот и да има фрлање по него. И така да одборот одлучи со донација, тогашна донација од Мишко Васовски од Америка, кој потекнува од Горно Мало, иначе да кажем црквава се наоѓа во стариот дел на градот, значи во стариот дел на градот, најстариот делот, кај што ја те гледате и самите, тука е планината, значи ова е почната недека 911 12 не ме држите, така нешто беше, а претходно на темели, стари темели што били овдека. И така се направи тоа. Во одборот тогашен беше и мојот покоен татко, значи, и негова беше иницијативата. Претходно тука беше во одборот бил дедо ми, прадедо ми, значи сите чукун дедо ми, сите тука оде што гравитирали тука и живееле. Значи градот почнува од овде да се гради, према како што оди вака на селбата Колтук, Двабреста, и тука се и сите поред црквите така наредени. И убава традиција, значи од тоа до сега поминале 36 години. Значи тоа се сеќам на тој ден имаше премногу снег овде, премногу снег, преладно беше базенот што беше смрзнат целиот, па го кршевме за да се рипне. Јас сум скокал 3 пати до сега, тогаш сум имал може 23-4 години, значи сум скокал 3 пати, од кај што 2 пати сум го фатил, еднаш го фати другар мој. И убаво беше чувството и мислим дека тогаш имаше, мислим, до ден денеска немало толку луѓе како тој ден кој се осветуваше манастирот. Тоа го освети владиката Кирил, покојниот владика Кирил, и толку многу луѓе, јас мислим и ден денеска нема, значи. Така да убаво чувството, убав осетот, луѓето, мислим дека ќе се вратим на тие години малку, знаеш, тога и како да ја избегаваа црквата, системот на владење беше еднопартиски, така некако, знаеш, мислија луѓето дека, или тие раководството тогашно на таа некогашна Југославија, мислија дека религијата е опиум за народот и малку, знаеш, благо ги оттргнува од црквата. Како е сега, затоа што вие сте нели дел од одборот тука и во организација нели на секое прославување на празникот? Значи црковниот одбор сегашен, значи многу допринесе прво за градбата на црквава, за уредувањето, една од најубавите уредени цркви, значи има таа сабајле, почнува рано литургијата, значи мислим дека денеска ќе биде и владиката Јосиф присутен. Он претежно доаѓа за фрлање на крстот во базенот. И организацијата, нормално базенот мора да се напуни од вчера, сега и смрзнат, значи сега и смрзнат базенот, го отворија. Значи има многу одврски, луѓето негде пристигнуваат околу 9 и нешто така, се полни оваа, мада денеска може да биде и денот е работен, значи. Така да не знам колку би имало, знам дека секогаш година поприличен е бројот, значи луѓето се вратија кон црквата, убаво им е, мислим дека љубовта на духовниот мир кај луѓето е многу битен. Така да мислим дека се поиќе има млади присутни што доаѓаат.
имаше само литургија, меѓутоа годинава ете ќе се организира. Колку мина ќе скокаат по крстот? По крстот секогаш овде, пошто е базенот поприлично мал, скокаат по тројца, значи, и по скокањето, значи, се добива символична некоја си награда од владиката, после тоа одат ја земаат крстената вода, значи тоа што е, па граѓаните на градот после си земаат за дома, значи, секој си пулни од тука и си носи дома, да си ја чува во својот дом. Каков е предизвикот на луѓето кои што скокаат крстот со оглед на тоа дека е ладно време, во ладна вода, како ви беше и вас предизвикот, нели, пред 36 години? Значи, тоа е адреналинот е многу голем, така да ладното време воопште не го ни осеќа. Значи, ти влагаш во базенот, значи нормално мораше на мала припрема, значи, да си напреш, не одне директно во водата, него мораш да си исквасиш нешто телото од екстремитетите на сами себе, па после да рипнеш во водата, затоа што ипак температурата е ипак различна. Иако е денеска, например, гледате околу 0 степени од Тетово, дува ветер, значи е поприлично ладно. Сигурно што најважно дошто само Тетово на водокрст се фрла крстот? Па се ќе ви кажем и за тоа, значи тогаш кога го праша владиката, не само е црковниот одбор, што се фрлаше во главната црква Свети Кирил, и сега физички владиката не можеше да биде присутен на две места одеднаш. Значи и така одлучи и е исправно речет. Он тогаш кажа дека водокрс и водици во црквата Богородица на водокрс и така и остана од тогаш до денеска 36 години стално еден ден понапред се фрла крстот во нашава црква. Така, и утре секако нели ќе имаме пуштање на крстот во сите црковни базени, нели, Да. и во реките, по околните населени места. Ова традиција е веќе одамна во Тетово. Дали студио имате прашања, Нина Тивана? Даниела, ние секогаш имаме прашање, но бидејќи очекуваме нели да ги погледнеме и првите утрински вести, а со време сме ограничени, тие прашања ќе ги оставиме за следна прилика. Ви посакуваме се убаво да помине, ви благодариме за одвоеното време. Поздрав и до Чајка или господинот Горан Хаджилјовски, му благодариме за она што не удостои нели со разговорот. Ти благодариме и Даниела тебе. Поздрав до сите тетовчани и сите покана нели уште еднаш доколку сакаат да ја проследат денешната манифестација, се разбира да дојдат кај вас, така ли? Така е. Веќе се прават последните подготовки. Ети камбаните се слушаат, одлично, ги имавме и камбаните пред крајот на јавувањето. Поздрав Даниела, до следна прилика. Чао, чао.